Во македонски услови ретки се потезите со кои се покажува висок степен на политички интегритет и капацитет да се прифати одговорноста, така како што налагаат демократските принципи. Прифаќањето на вината за сопствените грешки е одраз на поведение кое треба да остане функционален модел. Не може пратеник кој што се борел за правда и за еднаквост на правото без разлика на причините да ги крши законите. Не може. Затоа ќе поставам пример кој што се надевам дека сите ќе го следат, каде што етиката и моралот ќе бидат над желбата за функцијата. И како што неколку пријатели и поранешни соборци на Facebook напишаа, ќе си ја гушнам одговорноста и ќе си ги понесам последиците. Заробени во силниот стисок на прегратката од стариот лидер, оние што само вербално тврдат дека се реформирани и модернизирани, фактички продолжуваат со раширени раце да го дочекуваат дури при самото споменување на неговото име. Па наместо признание за политичкиот и моралниот хорор предизвикан од неговото владење, тој добива третман на загрозен вид. Никола Груевски, колку што знаеме, има документи врз основа на докажан политички прогон од земја членка на Европската Унија. Согласно тоа ќе биде и нашиот став во наследницата за земење на неговиот мандат. Полемиката за димензиите на ископаниот ров кој го остави непознатиот дисидент е безпредметна, особено кога не се сваќа карактерот на проблемот, што го предизвика таквиот модел на следбеништво. Речникот, низ кој се профилира таа специфична вредност, освен што е манипулативен и анахрон, често пати се движи на граница на омраза, подигната врз квази патриотска ограда. Во рамки на парадоксите на многумина нарекуваат северотопија, спикерот Ала Џафери ќе води делегацијата во Рим. Повторно провокација за и онака многумината гневни македонци или од друга страна, зошто пак еве, ај тој Одино, Заев и Пендаровски не одат, што прават? Метат? Не велам, нема ништо проблем за мене. Мене проблем е воопшто што Џафери е председател на собрание, тоа ми е проблем. Ова нерационална тврдокорност упатува на отсуство на слух за реалноста која очигледно ја имало доволно веродовите на опозиционото раководство, но изгледа не сакале јавно да му ја соопштат на својот председателски кандидат, кој по сето она што го говорат сега, со однапред направена математика бил искористен за некој од партијата, да го не го носи товарот на политичкиот пораз. Јас сум подолго време во политиката и мене ми е јасно дека од 91 година или 94 ако сакате, од кога имаме непосредни директни претседателски избори, до сега ниеден кандидат за претседател на државата од страна на опозицијата не станал претседател. И на крајот, овие премолчени искуствени податоци наликуваат на транспарентноста со која јавноста лицитира со најавените кадровски трансфери. Токму од него од опитот, на сите им е јасно кои се алките кои не функционираат, иако е неодмелив печатокот дека многу темина функционери и натаму се обидуваат да најдат оправдување за отсуството на реална продукција. Пробајте да клечите 11 минути. 11 минути да клечите. И пробајте да станете и ќе видите што се случува со вашите нозе. Оваа држава беше клекната 11 години. Ако по цели 2 години од кревањето нозете тешко проодуваат, тогаш проблемот не е во нив, туку во чевлите. Или се тесни, или прекомал.